Италијанската мода секогаш важела за една од најпопуларните во светот. Всушност, кога ќе се помисли на модата, прво помислуваме на луксузните италијански модни куќи кои го направија италијанскиот стил вистинска меѓународна икона. За италијанската мода мислиме на внимателна изработка направена со луксузни материјали. Всушност, модата во Италија станува позната дури по Втората светска војна, кога градот Милано станува еден од главните модни престолнини во светот. Од Италија започнуваат модните трендови ширум целата планета. Денес, оваа земја е домаќин на многу познати стилисти, а италијанските модни куќи секогаш представуваат таленти и проекти со највисок квалитет. Она што е интересно е што историјата на италијанската мода, каква што ја знаеме денес, всушност својата популарност ја добива во Соединетите Американски држави. Многумина велеа дека италијанските дизајнери се единствените кои навистина ги разбираат американците. Во текот на 50-тите и 60-тите години, американците беа под силно влијание на италијанските филмски продуценти и модни дизајнери. Италијанскиот трендсетер ја даваше насоката за тоа што американците носеа и како изгледаа во тоа време. Кога американската публика едноставно уживаше во италијанските продукти и тоа дефинитивно го покажа најадекватно првата дама Џеки Кенеди, која беше постојано облечена од италијански дизајнер. Италијанскиот филм и музиката го диктираше американскиот и европскиот животен стил, посебно со убавината и елегантноста на младите италијанки и шармот и заводливоста на згодните италијани. Тоа важеше за Джина Лолобригита, Софија Лорен и Марчело Мастројани. Тие наметнаа кратката фризура, големите тркалезни обетки и мини блузичките со длабоко деколте и беа модни икони на американското тло. Подемот на модата Made in Italy дојде во светот токму поради оваа причина. Кога американската помош италијанските текстилни компании пристигна со Маршаловиот план, малите семејни бизниси веднаш почнаа да произведуваат брендови со одличен квалитет. Италијанските модни куќи имаат длабоки и силни корени со историја на квалитетни, удобни, практични модни парчиња, надалеку познати по висок квалитетната италијанска тканина. Зои, Микол и Џована Фонтана, трите сестри кои се основачи на италијанската модна куќа Сореле Фонтана во Рим во 1943 година. Модната куќа на девојките станува една од најмокните и највлијателните во тоа време, каде што без исклучок се облекуваат познати звезди од Холивуд: Елизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ава Гарднер, Грейс Кели и многу други. Во текот на следните неколку децении, Made in Italy продолжи да се здобива со особена голема поддршка. Во 50-тите модните ревии станаа поприсутни во Италија, делумно благодарение на италијанскиот предприемач Џовани Батиста Џорџини, кој беше клучен за незиното издигнување на исто ниво со париската мода. Првата модна ревија на Џовани Батиста, на која што представи парчиња од 10 големи италијански модни куќи, целосно ги остави импресионирани гледачите и купувачите од квалитетот и уникатноста на облеката. Со успехот на ревијата, италијанската мода стана многу брзо посакувана. Најверојатно посебните ревии мотивираат дизајнерите да создаваат колекции што ќе предизвикаат шок од страна на јавноста, што поттикнува до одржување на официјално првата Миланска модна недела во 1958 година. Незиниот успех го зацврсти местото на Милано како еден од 4 најголеми градови каде што секоја година од тогаш се одржува модната недела. Италијанските представи и филмови во текот на 50-тите и 60-тите години во голема мера се причина поради која светот денес гледа на италијанската мода. Режисерите Федерико Фелини и Микеланџело Антонини, кои ги снимија филмовите Ла Долче Вита и Nights of Cabiria, соодветно имаа големо влијание врз општата естетика на италијанската мода. Раскошните костими што се носат во овие филмови помогнаа да се популаризира изгледот на стилизираната облека. Ла Долче Вита особено ја потврди безвременската привлекност на малиот црн фустан и ги прикажа гламурозните жени во филмот како символ на луксузното италијанско општество. Италијанската мода во 80-тите и 90-тите години станува позната по својот максимализам и смели, елегантни елементи. По смртта на еден познат италијански дизајнер, модната индустрија направи уште една промена во новите милениуми.
Во текот на изминатите 20 години од новиот век, модата доживеа драматични промени, вклучувајќи повторно нов имидж. Италијанската мода со текот на времето се карактеризира со посебни и шик стилови, кои не остануваат незабележани. Како во минатото, така и денеска, големите италијански дизајнери продолжуваат со својот гламурозен стил и стандардите за квалитет да ги поставуваат на највисоко ниво, докажувајќи дека италијанската мода е влијателна во секој поглед, за да се обликува модниот свет на најдобар начин. Вистинскиот господин секогаш зрачи со шарм и има убава енергија. Бидете джентлмени, негувајте добри навики.